Трагедијата во Кочани е масовно убиство, нема да има милост за секој што дозволувал за пари, мито и корупција да се случи ова, вели премиерот Христијан Мицкоски. Тој откри загрижувачки податоци по варедниот инспекцијски надзор во ноќните клубови. Само 12 локали во Македонија имале валидни лиценци за работа, што значи дека огромен број објекти работат на диво. Премиерот предупреди дека сите ноќни клубови кои работеле нелегално ќе бидат затворени и најави зголемени контроли. Дојдовме до заклучок дека во 2024 година се издадени вкупно 12 лиценци за кабареа. А вие сега можете да претпоставите колку клубови работат низ државата. Само 12 поседуваат лиценци и тоа од тие не знаеме кои се уште валидни, бидејќи на некој претпоставам рокот им е изминат, бидејќи тие се со важност од една година. Така што не очекува многу работа. Многу работа не очекува. Очигледно дека некој не си ја вршил работата и сега се обидува под наводно некаква политизација да ја соцкрие криминалната работа која што правил изминативе години додека раководел со таа институција. Нема да има милост, тоа јас и вчера го кажав, тоа ќе го повторам и денеска. Кој сака нека биде. Кој сака дека биде, од каква сака нека биде етничка припадност и од која сака нека биде политичка партија. Премиерот имал информации дека во Министерството за економија имало низ за криминали, но во интерес на истрагата не може да соопшти детали. Најави темелна истрага за трагедијата, но и одговорност за виновниците. Овој клуб извадил само 2 пати лиценца, во 2021 и во 2023 година. Значи цело време работел или без лиценца, а прашањето е тие што му подпишале во 21 и 23 како му подпишале и врз основа на кои елаборати и на кои документи му подпишале. Во 24-та видовме како му подпишале. Бидејќи на тоа бројче архивско на кое што се води оваа фалсификувана лиценца е кореспонденција со странски инвеститори. Председателот на владата констатира дека е доблесна оставката на градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов. Мицкоски потенцираше дека борбата за спасување животи продолжува и во следните денови, апелирајќи сите кои биле во близина на погодената област да побараат лекарска помош доколку почувствуваат симптоми.